Во подрачната единица за имотно-правни односи во Кочани досега се поднесени 1582 барања. На 13 декември, сабота, до одделението се поднесени 170 барања. Во текот на вчерашниот ден, недела 14 декември, 54 барања, додека денеска до пладне беа поднесени 46 барања. Инаку барања за приватизација може да поднесат граѓани или фирми кои правото на користење на градежното земјиште го имаат стекнато со правна основа, закон, тапија, судска пресуда, договор за купопродажба, решение за наследство, одлука за надлежен државен орган, по основна собственост на објект стекнат со правна основа заклучно со септември 2001 година, а не се запишани како корисници на земјиштето во катастарот на недвижности. Да го откупат дворното место имаат право и граѓани кои биле собственици на земјиштето на денот кога земјиштето е национализирано, граѓани на кои им е пренесено правото на користење на градежното неизградено земјиште во периодот до 15 февруари 1968 година, наследници на поранешните собственици, граѓани кои правото на користење на земјиштето го стекнале врз основа на договор за дело или договор за дар, договор за доживотна издржка и договор за располагање со имот за време на живот, кои договори се склучени меѓу поранешниот собственик и неговите законски наследници. Барање може да поднесат и поранешните собственици на градежното земјиште и физичките и правни лица кои за стекнатото право на користење платиле надоместок, а кои со важечките акти за урбанистичко планирање е наменето за добро во општа употреба. Сите физички и правни лица кои немаат поднесено барање за приватизација, а нема да поднесат ниту до 15 декември годинава, ќе бидат обврзани да плаќаат закупнина за земјиштето на кое до наведениот рок биле евидентирани како корисници, односно го користеле земјиштето по основ на објект изграден врз него.